Време за црвена линија. Добар ден и ви посакувам пред се најдобро, бидејќи денеска очекувам да ве има во голем број. Имаме тема за која што верувам дека и те како имате свој став, мислење и нешто што сакате да го споделите со сите оние кои што ќе не гледаат од овој момент. А за да се вклучите во дискусијата, се подразбира имате само една задача, а тоа е да го завртите телефонскиот број 02 307 6677. А ева и зашто ќе говориме денес, а верувам дека и предпоставувате. Во Брисел ги почнавме преговорите за членство во Европската Унија, а дома стандардот вртоглаво ни паѓа. Црвена линија ве прашува, може ли членството во Европската Унија да ни ги реши домашните проблеми? Секако не заборавивме и денес сите кои што не следат на Инстаграм да ги прашаме со нашето анкетно прашање дали треба да почнеме да работиме или да чекаме Европската Унија да не храни, а НАТО да не брани. Одговарате со работиме или чекаме, зависно тоа кој е вашиот став, и ќе потсетам оние кои што не следат на Инстаграм, направете го тоа веднаш и се разбира, гласајте и дајте го одговорот на нашето денешно анкетно прашање. Тоа не значи дека не ве очекуваме и на останатите социјални профили, тоа значи Facebook Црвена линија и Twitter, каде што и како може да коментирате, споделувате, лекнувате и се оно што се прави на социјалните мрежи. Ајде сега да се навратиме на оние кои што сакаат да го кажат своето мислење онака телефонски. Подсетувам 02 307 6677. Завртете го телефонскиот број, еве на самиот почеток, редовно го велам тоа, но мораме така. Намалете го тонот на ТВ приемникот на 0, стишете го телевизорот, еве ако сум вака поесна, и сега го зборувајте преку слушалка за да добро се слушнеме. Па еве да видиме дали првиот гледач ќе ни одговори, може ли членството во Европската Унија да ни ги реши домашните проблеми. Меѓу другото, дали треба можеби да почнеме да работиме или да чекаме ЕУ да не храни, а НАТО да не брани. Ајде да видиме дали го имаме и првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, се надевам дека сте добри. Поздрав до вас и до гледачите на Том. Поздрав и до вас. Па еве, треба ли да почнеме да работиме? Па вака, значи, најпрво да почнем од денес сите овие работи што се случува, нели? Изјавата на премиерот Ковачевски, денеска навистина убав ден за сите нас, така ќе го наречем историски ден. Лично наистина се радувам што после 17 години конечно успеваме да започнеме преговори со Европската Унија. И во врска со говорот на премиерот, навистина нели убаво звучи кога се зборува на македонски јазик. Во врска со темата дали членството може да ни ги реши проблемите, па јас вака размислувам. Тоа мислам дека и поентата зашто влегуваме во Европската Унија. Значи ние како држава секако мораме да поработиме во секој поглед. Но ако имате поддршка од Европската Унија, од секаков аспект, значи финансиски, имате инвестиции, модернизација, напредно општество, нели? Подобрување на стандардот, добро би дошло ако имате нели развојна економија, нели сите тие работи. И сега досега видовме сами како држава што и како сме успеале да постигнеме, така што сметам дека влезот во Европската Унија ќе ни помогне да се развиеме уште повеќе. Тоа е мојот коментар. Благодарам. Благодарам многу. Искористивте и можеби помалку време од она кое ви следува. Времето е 90 секунди, но цениме секој оној што ќе се вклучи во Црвена линија да си го каже својот став, па иако смета да биде кус и јасен, и тоа е добре дојдено, но внимавајте на тајмерот, секако да не биде повеќе од 90 секунди. Добар ден. Добар ден ти. Секој добро и вам. Се надевам дека Вака, само пред да почнем да зборувам, вие во студиото може добро го слушате народот тоа, меѓутоа ние, гледачите, слабо, ме разбирате? Јас дурбе чекав сега пред малку, а вчера сакам да кажем, лесно ќе пројдевме, еве отидува вчера у Париз, само да го препишат францускиот устав. И тоа беше под план Б. Зашто го гледа препризата со Мајле, рано, кога беше 4, 5, 6 сатот, затоа кажам. И затоа се ќе видим кратко, со ги гледат секундите. Првата задача што ни е, гледајте сега,
ако го пратите добро, како се вика тој од Европа, вика судството, организираниот криминал, перењето на пари, тоа подхитно за цела Европа. Подхитно ги да. А кој ќе ова, кој ќе службено, знаеш, кај дојдеме? Во МВР ДУИ. И после следат црногорска мафија, албанска мафија, бугарска мафија. И овде со печат на МВР. Кажите ми, кој ова може да го реши за да влезе во Европа? Цела Европа ги го знае ова. Да не зборим за перењето на пари. Тука завршим. Еве да не биде као вчера, да не се докажам. Ајде ти благодарам многу. И јас ви благодарам многу. Цениме што еве го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Преминуваме веднаш на вклучување нов гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, повелете. Поздрав до вас и гледачите на вашата телевизија. Поздрав и до вас. Ви благодарам. Конечно ги започнавме после 17 години преговорите со Европската унија. Ова е значаен, би рекол историски ден за нашата држава и нели за нас граѓаните. Оно што е важно е дека пристапните преговори ги започнуваме со загарантиран јазик, култура и идентитет. И сега Европската унија е значајна за нас, нели како мала држава, и од економски аспект, инвестиции, нели има грантови, слободен пазар се возможува. И тука ќе ви одговорам и на анкетното прашање. Да, Европската унија ќе ни помогне да се зајакне домашната економија, а во однос на НАТО, верувам дека и тие кои беа скептични во врска со нашето членство, го сменија мислењето откако се случи војната во Украина. Според вас треба да работиме или да чекаме? Тоа е прашањето. Јас мислам дека треба да работиме, меѓутоа и она што ќе го добиеме како земја членка на Европската унија, значајно ќе ни помогне и од економски аспект и од подобрување на стандардот на нас граѓаните. Ви благодарам, имајте добар ден, пријатно. Ви благодарам и јас во името на Црвена линија. Секако продолжете да не гледате до крај и ве почнуваат и првите размислувања и видувања околу денешната тема, така да оние кои што следни ќе се вклучат, секако можеби ќе имате идентичен став со некои од гледачите, можеби имате сосема спротивно размислување. Наше е да ве вклучиме и јавноста да дознае што мислат граѓаните. Добар ден. Добар ден, ве поздравувам вас и емисијата. Ве поздравувам и јас вас. Ајде да почнеме со анкетното прашање. Дали треба да почнеме да работиме или да чекаме ЕУ да не храни, а НАТО да не брани? Апсолутно треба да почнеме да работиме на домашен план пред се, но ајде вака. Прво направивме огромен успех и на меѓународен план. Ова денес што се случи е историски момент и заслужуваат почит не само напорите на владата, туку и на сите чинители во општество и бизнес заедница, тука ја сметам, нели, стопански комори, граѓански сектор, медиуми. Почит и кон Европската унија, нејзината поддршка и политика на проширување. Честитки за Албанија, која ги започна пристапните преговори исто како и ние. Околу темата и анкетата, апсолутно дека треба многу работа на домашен план. Со ова давам одговори на прашањето на анкетата. На меѓународен план, како што кажав, направивме многу, компромиси многу. Често и болни компромиси, ама беа неизбежни нели за остварување на оваа цел. На домашен план треба да продолжат реформите и таму направивме многу. Пред 5 години, ако се потсетиме, криминални шерифи ни ја водеа државата. Сега правдата е достижна за сите. Еве пример правдата, ако ја земеме како општествен сегмент. И не исклучува никого правдата, и владини секретари, и функционери, и криминалци од минатото, и секој од другата страна на законот одговараше. Но како и да е, не чека уште многу институционална работа и прогрес и се тоа кон една цел модерно демократско општество. Благодарам што се вклучивте, што дадовте одговор на нашето анкетно Инстаграм прашање. Подсетувам оние кои што не не следат, направете го тоа на Инстаграм и дадете го одговорот. А сега да слушнеме што ќе каже новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме добро? Вие сте во Црвена линија. Добар ден. Намален ли е тонот на ТВ приемникот? Да, намален е тонот. Одлично, ако е така. Повелете и секој добро. Во Брисел ги почнавме преговорите, дома стандардот вртоглаво ни паѓа, па еве прашуваме може ли членството во Европската унија да ни ги реши домашните задачи? Членството во Европската унија нема да ни ги реши
нашите прашања, ние сами дома треба да си ги решиме тие прашања, да си работиме, како досега што работиме и од сега ќе почнеме работиме. Прво и основно, прашањето што ви е таму денески е голем ден за Република Северна Македонија, каде што 17 години Македонија чекаше да ги отвори овие пристапни преговори со Европската заедница. Тоа е стварно еден голем напредок во поглед на Република Северна Македонија. Сите оние кои што работеа на тоа поле, тие заслужуваат големи похвали затоа што доправа кај нас престои кога се отвори скринингот да се види колку посто ние сме завршиле реформи кај нас судство, обвинителство, одбрана, полиција и така натаму. Затоа јас би ја поздравил владата на чело со Ковачевски и сите министри кои што работаат и ќе работаат и понатаму да допринесат за Република Македонија, не за поединец, за државата, за да може да ги пристапи целосно во Европа, за да стане членка, од и таму ни е место, на друго место немаме. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Ќе ве потсетам секако многу повеќе информирајте се брзо, ефикасно и целосно ако кликнете на telma.com.mk, а сега е време за нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Се слушаме? Одлично ве слушам. Благодарам. Поздрав до вас. Ја мислам дека прво треба сите да го поздравиме овој момент, значи овој настан кој што е од големо значење за сите нас, посебно за оние кои што веруваат и понатака ќе веруваат. Но на скептиците никогаш не можеме да очекуваме нешто позитивно од нив. Тие од секогаш биле негатори и ќе останат како негатори. Но од Европската заедница не треба да чекаме да ни даде све на лажичка, но треба и да работиме, да ствараме и да допринесуваме. Ако се чека некој да не храни, ми се чини дека тоа е илузорно, но треба да се работи на тоа, затоа што ние имаме земена обврска да се отвори уставот, да се вметат бугарите, но пак од секогаш ние сме имале проблем од нашите, од домашните, каде што не сакаат да речеме, се изјаснува дека скептиците нема да подпишат, нема да гласаат да се отвори уставот, да се вметнат. Како и сите останати други кои што живеат во држава, имаат право да бидат вметнати во тој устав, како граѓани на државата Република Северна Македонија. Меѓутоа, сепак, значи, тоа е нивно право и треба да го почитуваме. А на анкетното прашање дали треба да чекаме ЕУ да не храни, НАТО да не брани? Не, тоа кажа во да работиме, значи. Ние треба сами да ствараме, сами да допринесуваме и да го решаваме тој проблем. Благодарам, поздрав. Ете, сега време малку да се префрлиме онаму каде што велам дека ако сте повични, подобро се снаоѓате кога коментирате на социјалните мрежи. Црвена линија има свој профил на Facebook, ја објавивме и денешната тема како и секоја претходна, па еве го и првиот коментар. Значи, ова е фотографијата, значи почнуваме преговори 2018, почнуваме преговори 2022 година. Значи, наш следач на Facebook еве како коментира на денешната тема со фотографија. А да видиме како ги коментира денешните случувања и она што ве прашуваме како Црвена линија, може ли членството во Европската унија да ни ги реши домашните задачи и да ги одработи за нас? Да видиме што ќе ни каже новиот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, дали се слушаме? Сега убаво се слушаме. Добар ден, Црвена линија. Добар ден и убав ден да имате. Најубав ден ви посакувам и јас. Исто и јас сум многу радосен. Ова е голем чин за нашата држава, за нашиот народ и за сите. Без разлика што настана кавгите, треба да бидеме свесни. Знаеме, мислам, сите си го знаеме, јазикот се говореше во Брисел на македонски јазик и нема потреба јас да преведам на некој. Ние можеме главите да ги удираме од зид, меѓутоа че ни се распукаат главите. Не би требало така да размислуваме. Господо, на сите нека им е честит овој ден. Отпочнаме првите преговори, па така да успех им посакувам за сите политичари во
по правец на интерес на државата да одат. Што се однесува ЕУ, дали ќе не рамити и дали ќе ни помага. Пред се ние треба да имаме задачи кои што треба да ги решиме. А ако ги решиме, зашто да не? Ќе ни помогне, зашто да не? Со богатиот човек и малце посиромав да си, исто и ние сме богати. Со паметниот во друштво исто сме паметни. Али ако бидеме ван тие луѓе што ги напоменав, значи и ние сме понизок ранг. Што значи имаме ние убава шанса да станеме држава, сме биле, постоиме и ќе постоиме. Без разлика на партиските препуквања, сега се работи за интерес на државата. Државотворен интерес имаме сега. Сега се можеме да говориме само не против државата. Во меѓувреме додека да вклучиме нов гледач, се разбира ќе ја посетиме и страницата Телма телевизија на Facebook, и тоа секако задолжително заследете, каде што Црвена линија ја објави својата денешна тема. Имаме поприлично коментари, па еве сега ќе почнеме и со коментарот на Јела Јецик, која вели треба позитивно да се размислува, криза има секаде во светот, да сме живи и здрави и да има мир. А ние факт е дека имаме нов гледач, што ми јавуваат од режија и затоа времето, новите 90 секунди почнуваат сега. Добар ден! Добар ден! Секој добро, се слушаме, верувам. Вака, брзо да зборувам, ти сакам поче да кажам. Ковачевски многу среќен денеска што зборувал на македонски во Брисел. Ќе биде уште посреќен кога ќе ги внесиме бугарите во државотворен народ во Македонија. Но, ќе биде уште посреќен кога ќе го внесиме јазикот службен да биде бугарски, пошто државотворен народ мора да си има и бугарски јазик. Тогаш ќе биде уште посреќен кога цела Македонија ќе зборува на бугарски јазик. Ја мислам дека сите овие предавници еден ден треба да се судат. Ако имаат вина, тука се оградувам, ако имаат вина, ако немаат вина, со цвеќиња да ги очекуваат. А ако имаат вина, јажето од куса им да ги стигни сите. Затоа што Македонија не се прави секој ден. Ова е бруки на бруките. Сега ќе видите, утре Ковачевски кој ќе излези да зборува на бугарски, ќе го прашам. Затоа што бугарите сега прво да го вметнат народот во уставот, после обаче сега български. Што ќе ни одговорите на анкетното прашање? Тој да се исправише денес, значи да, ќе ги признаите македонците во Бугарија, тогаш ќе разговараме и за овие, одма ќе ги признаеме. Цениме што ги искористивте вашите 90 секунди, значи веќе подсетам за оние кои што ќе се вклучат во Црвена линија телефонски, секако ќе искористиме можноста и вие да ни одговорите на нашето денешно анкетно прашање, кое што гласи дали треба да почнеме да работиме или да чекаме ЕУ да не храни и НАТО да не брани. Добар ден! Дали се слушаме Црвена линија? Ало? Јас се слушам добро, секој е добро. Дали ме слушате? Ало, јас ли сум на... Вие сте секако, повелете. Значи, да ви се вклучам малку, да ви ја променам кој збор да го кажем вако, меѓу вашите северњаци да се вклучам, тика вас јавуват само северњаци, гледам. Тоа се 12% од тие што го потрежуваат ова, а други 73% сме ние другите. Значи, ова што се зборува сега и ова што беше денес, тоа е најголемата глупост што постои. Сите го знаеме, па го знаете и вие таму, тие што се јавуваат, не вие, кои што се платени од владата, да им запослат деца и така натаму, некои од нив не се ни македонци, тоа е нивно право, разбирам. Ова ги боли само македонците, сега другото е, некои го викат говор на омраза, а тоа е вистина. Значи, ние ќе почнеме да преговараме со Европска Унија, кога ние 73% ќе го дозволиме тоа. А вие другите овде, кои што кажувате приказни, кои што секој втор зборови е Северна Македонија, додите на едно место, да не кажем на кој ќе ми исклучите. Значи, а дали стандардот, сега ќе ви кажам, вие никој пат не сте биле во Бугарија, јас одам. Во Бугарија, последните
15 години како сте во Европска унија. Ако ги прашате 10 луѓе, ќе ви кажат 11 оти не им е добро. Значи стандардот паѓа во Европската унија, а не се качува. 90 секунди внимавајте на тајмерот. Да не биде дека ние ве исклучуваме. Благодарам за гледачот кој што се вклучи. Еве дискусијата се развива, имаме различни видувања, време и за ново размислување. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ние никакви не почнавме преговори, ова е фрлена само мамката и ова се работи само за Албанија. Албанија се шлепаше врз Македонија да може да дојде, да тоа што дојде и си дојде си ја постигна овако тоа што си сакаше и нека си е. Немам никаков против, меѓутоа зашто све да биде преку нас, може да си се одвојат и ете да видиме сами дали ќе дојде до тоа. Значи ние сме шлеп служба за секого. Ние на секого помагаме тука и секого го носиме. Друго, Европска унија има ненормална инфлација. На кого ќе помогне она кога не е сега и треба помош? Ние не добиваме ништо од ова. Сега Фронтекс себе исто беше во кажи го во Босна. Значи ние сме сега протекторат на Европа. Значи што ни перат нас мозок и мене ќе ми каже некој мора да го отвориш уставот од Европска унија за да ги внесеме бугарите. Кои бугари? Тие што се со бугарски пасоши се македонци. Внесени се еднашка 5 пати или ќе ги ставаме унутра. Ова е невидена срамота што ни се прави и што прават они таму отидоа ако Техеранска конференција некоја ќе доаѓаат тука во најмал круг, ќе вечерат, ќе прават као тајната вечера. А министерот за надворешни направи една таква операција на пукнато слепо трево да не дојде до овако и го исцити целиот абдомен на Македонија и ја остави така празна. Значи ова е невидено, си се смеат за Албанија, тоа им требаше, меѓутоа преговори никакви, додека не влезе Србија во Европа, ние немаме ни шанса да влезе. Секако огромна е шансата да ве вклучиме во црвена линија. Големо благодарам и вам, еве, што кажавте како размислувате. Меѓу другото, еве, да не ве прекинувам додека трае излагањето 90 секунди, на самиот старт бидете подготвени да ни одговорите и на анкетното прашање, дали треба да работиме или да чекаме ЕУ да не храни, а НАТО да не брани. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, дали сум јас во програма? Да, вие сте и во програма и во црвена линија. Повелете. Добар ден, ви благодарам. Изненадена сум многу за тоа што не културата, не воспитувањето на претениците од последната седница во собранието продолжува со поединци и во црвена линија. Па треба да се срамиме од тој начин на изразување, од тој скептицизам. Треба да се срамиме од помислата. Утре бугарски ќе зборуваме. Утре бугарите ќе не совладат. Каков е тој начин? Треба да се трудиме, да сме коректни едни спрема други. Бугарите не се, но тоа не значи да им враќаме со иста мера. Ова е страшен безобразлук. Слушам и мажи, и жени со каков скептицизам зборуваат за денешниот настан во Брисел. Па поголемиот дел од светот ни честита. И добар дел од нашите граѓани. Иако ВМРО вика нашиот народ како нивен народ, не е точно. Во тој народ има разни националности, во тој народ има македонци што не мислат како ВМРО-вците, со некултурата и невоспитувањето на последната седница. Навистина сум изненадена и не можам да сватам како луѓето не може да се израдуваат на нешто добро. Пред 17 години Радмила Шекеринска го почна процес. Па отидовме се СДСМ во НАТО, па се СДСМ во ЕУ. Како да, благодарам што се вклучивте во црвена линија. Продолжете да не гледате секако, не го менувајте каналот, бидејќи следува нов гледач. Добар ден. Добар ден и поздрав до... Голем поздрав и до вас, ако може малку погласно, подобро да ве слушнам. Видете, мислам дека денес не се почна преговори. Ова што викате дали НАТО ќе не брани, па видете Украина колку ја брани. Значи, украинскиот народ гини, тој ја вика, добро е, терајте. Не дај Боже да не брани НАТО.
хаотичен е НАТО и Европската унија. Немаат никакви правила, бидејќи во воени услови ја примаат Украина во состав, да речем, да види и да почне преговори со Европска унија. Значи, кои се тие правила? Никој правила измислени од ден за ден. Значи, таква е нивната шантрава демократија. Значи, тие веќе воспоставија шантрава демократија, што викаше поранешниот председател на Македонија. Така да, ова е све еден циркус кој е на штета на македонскиот народ. А ние што треба да правиме? Да чекаме или пак да работиме? Еве, да ни дадете одговор на анкетната прашање. Знаете што, ние треба да си одржиме царскиот пат, значи да се развиваш онака како што знаеш, умееш, бидејќи едни се условите овде, други се во запад. Така да, тоа е тоа. Ова е све циркус над циркусите. Хвала лепо, пријатно. Големо благодарам и вам што се вклучивте. Хајде сега повторно ќе одиме онаму каде што ќе читаме коментари. Се разбира, социјалните мрежи врвулица од оние кои што секако сакаат и тука да го споделат своето мислење. Па еве коментар од Ленча Алексова која што вели: па за да работиме треба Европска унија и фабрики да отвори, а не само патишта да гради и со пилешко да не рани. Каде да работат? Келнери да бидат, да продаваат од дома, а ништо не произвеле, ништо не насадиле, зејтин нема, пченка нема, сончоглед нема, памук нема. Аце уметник Трајковски коментира вака: ние целосно зависиме од Европската унија. Ако немаме помош од ЕУ, ние нема да постоиме пола и повеќе македонци. Бидејќи повеќе македонци се по Европа, тие и тука хранат семејства и градат објекти, државата не може да функционира, плати, пензии, кредити, донации, инвеститори, само ВМРО-вците се слепи. Како и да е, Црвена линија ве очекува, продолжете да коментирате. Се разбира, Црвена линија својата тема ја објави на Facebook и на профилот на Телма телевизија, на нашиот профил и на Инстаграм. Заследете не веднаш и одговорете на нашата денешна анкета. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Дали сум на линија? Да. Да, на линија сте, повелете. Вие сте на линија, продолжете. Па дома има уште еден там на линија. Зборувајте, ве слушаме сите. Слушај. Јас сум професор, пензионер. Гледам вас всеки ден, меѓутоа не се сложувам со овие работи. Ја не знаем, ние сме пензионери, ништо не знаеме. И вие слушате пензионери да е ово, да е оно. Тие да оставиме политичарите тие да средат, а не ние да кажеме нашите мислења. Ово е многу лошо што прави ВМРО. ВМРО не сака да биде македонец, него да остане бугарин. Тоа не е добро. Не е добро на една влада да се мешаш секој ден, секој минут со бивање, со све што. Срамота е тоа. Цениме што го споделивте вашиот став. Еве ќе потсетам за оние кои што може би уште од денес најсвежо да биде, кои што ги вклучивме по гласот, се гледа дека сите кои што се вуваат во Црвена линија не се од највозрасната категорија и пензионери, но добре дојдени се сите оние, па еве ќе ги охрадам и младите. Сигурно верувам дека барем по оваа тема денес имаат некаков став, слободно споделете го, па и телефонски, ако подобро се снаоѓате, секако и на социјалните мрежи. Гласете, лајкнувајте, давајте одговори на нашите анкетни прашања, споделувајте. Ново мислење, нов гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Мало, здраво, во емисија сум. Да, во емисија сте. Ве слушаме, одлично, повелете.
Здраво, од Скопје се јавам. Драго ни е. Во врска со Брисел и почнативе преговори не би сакал многу да коментирам, бидејќи тоа што треба да го дадеме за да влеземе во Европа, на сите им е јасно што е тоа што треба да дадеме, треба да станеме бугари. Нели? Би сакал да искоментирам во однос на господјата што се пред малку, што не можела да разбере начинот на говор и изразите кои што ги употребуваме. Не разбирам како би требало поинаку да се изразуваме кога некој не навредува. Сега пред малку кога прочитавте коментари, гледам дека на многу мина им пречи ВМРО. Не разбирам зошто им пречи ВМРО, бидејќи ВМРО не е единствениот кој што имаше против потпишување на овој договор и на протоколот со Бугарија. Мислам дека ќе треба тие што се јавуваат и на кои што им пречи ВМРО да размислат малку подобро и да видат кои се и останатите на кои што им пречи ова. Имам еден куп пријатели кои што се од СДСМ и кои што се незадоволни од ова и коментираат негативно во однос на договорот со Бугарија. И само на крај уште едно нешто, вие сте сепак македонска телевизија, нели Телма? Не разбирам која е целта, позади вас има еден куп надписи на англиски, на латиница. Каде е кирилицата? Тоа секако го имаме во предвид и ќе биде сменето од новата сезона. Тоа најавивме и претходно за оние гледачи кои што има коментар за позадината. А јас секако нема да заборавам да ви се заблагодарам што се вклучивте пред се во црвена линија и ќе препорачам да останете до крај, бидејќи ќе има уште многу јавувања и секако коментари, па и малку подоцни на Твитер заедницата ќе се префрлиме, бидејќи тоа редовно го правиме. Добар ден за новиот гледач. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Цела емисија издржавме, еве тоа не го кажавме, одлично функциониравме. Добар ден. Добар ден, се слушаме добро, верувам. Намалете го, стишајте го телевизорот, ве молам. Ало? Дали го стишавме телевизорот, ТВ приемникот? Ме слушате ли сега добро? Ало, добар ден. Добар ден. Дали го имаме се уште гледачот, дали ме слуша, за да ме слушне подобро, нека зборува преку слушалка. Ете, тоа е она, морам да признам, денеска подолго време не кажав, освен на почетокот, дека задолжително треба да го стишате телевизорот, намалете го тонот, како ви е појасно, но тоа е најважно. Зборувајте преку слушалка. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден, како сум јас. Вие сте на линија, ако може малку погласно. Ама некој други таму зборува. Вие зборувате. Добар ден. Не, таму зборува други што. Не, цела јавност вас ве слуша. Продолжете слободно. Ве слушаме. Ало? Ве слушаме, продолжете. Ете и таму зборува, кажува друг зборува. Слушајте ме мене, ве имаме во програма, сте слободно зборувајте. Ало? Најверојатно гледачот не ме слуша ниту мене, оно што е најважно ве слуша цела јавност, така да се надевам може да продолжите и ништо. Гледачот се исклучи добро. Значи ве слушаме одлично. Јас верувам мене најважно да ме слушате кога ќе ви речам добар ден, значи сме конектирани. Како сега? Добар ден. Здраво, се слушаме сега. Јас одлично ве слушам, се надевам и вие мене во програма сте, повелете. За да се нормализира државата, да се среди све. Добро. Да се постави нормален, правосуден систем. Клучно во тоа е суд. Судот, судии. Сега има вработени, можам да речам, 80% вработени како судии. Тие не се судии. Тие чекаат кој ќе понуди. И кој ќе се јави на висока позиција или партиски кој ќе се јави. Тие не се судии, тие се вработени, прави арами. Сработници, злосторничко здружение има добар дел, значи 80% злосторничко здружение, што работи во судот како судии. Кога ќе се среди тоа, ќе има нормална држава, па како Хрватска, сигурно како Хрватска.
ако не како Словенија, како Хрватска, таму има просечно нормален правосуден систем. Овде, кога некој ќе се обрати во суд, 100% е во право. Секој домаќин, ако е во право, ќе поднеси тужба против некој. И баш тогаш тој тужениот се ќе направи да понуди и ове тоа чекат злосторничкото здружение Рамиско и ќе го изгуби спорот. Благодарам што ги искористивте вашите 90 секунди и вие да го кажете вашето размислување. Како што најави, време е за твитерџиите, таму постојано се твита, има многу коментари, па почнуваме со оној на Боријан Јовановски. Вели, лагите, фрустрациите, суетите, атавизмите нема да го спречат македонскиот јазик да го има своето заслужено место на лингвистичката мапа на светот. Сега ќе прочитаме еве уште еден објавено и со фотографија. Лјупчо Николовски вели, после 17 години, тоа е министерот за земјоделие, меѓу другото, после 17 години Република Северна Македонија рамо до рамо со европските држави во Брисел. Гордо се вее нашето македонско знаме, гордо ќе се слуша и нашиот македонски јазик. Ова е историски момент, ова е успех на граѓаните и државата. Еве уште еден твит ако може, значи Шодер вели, во Брисел денес за некого честитки, за некого сочувство, за некого пофалби, со некого спредачина. Така вели за македонскиот народ ова второво. А што мисли новиот гледач, да видиме во црвена линија? Добар ден. Добар ден, вие сте во црвена линија. Благодарам. Па јас го мислам истото, за некој честити, некој ќе се радува, што мислат дека постигнале кој знае како грандиозно дело, а всушност стојат на врвот од велепредавството на сопствениот народ и сопствената држава. Ова што беше во Брисел само беше една мала, добро извонредно издржирана театарска представа, без плодови, сеење на нива со шупливо семе, без точно со шупливо семе. Од тоа семе ништо нема да изникне. И од овие тука контакти што имаше во Брисел, сегашната ова наша влада, што воопшто не е влада, прво е нелегитимна, нема никакви резултати. Единствено што може да биде, тоа ќе се подпише тој договорот Фронтекс да дојде тука на границата, да ни ја чува границава од мигранти. Веројатно тука има тие сознание дека има тука може би се откриват големи шверцови на мигранти, да си го обезбедат тоа да не им тропат горе на вратата мигрантиве, иначе друга полезност од ова нема. Единствено решение за ова велепредавство да престане, да се разнебитува Република Македонија е и бодитно ворени парламентарни избори. Ја охрабрувам јас опозицијата што се залага да направи таму истражување, собирање на подписи, за да се направи референдум со кој што мора да биде образувачки и кој што референдум оваа велепредавничка влада мора да го почитува и да замени. Цениме и почитуваме што одвоивте време и се вклучивте директно во црвена линија. Сега малку одиме со реклами, а потоа се враќаме на резултатите од анкетата објавена на Инстаграм. Одморени со рекламите, време е да ги соопштиме и анкетните резултати на Инстаграм. Ке подсетам, следете на Инстаграм и гласајте секој ден со нова тема. А на денешното анкетно прашање, дали треба да почнеме да работиме или да чекаме Европската Унија да не храни, а НАТО да не брани? Со работиме одговорија 86%. Овој резултат навлезе дури и во резултатот од 14% кои што одговорија со чекаме. Јас сега ве припуштам на програмата на Тилма телевизија. Имајте убаво попладне, утре повторно наша дружба во истото време. Ви посакувам секое добро, а ние се разбира се гледаме и повторно ќе бидеме заедно. Довидување.